Добре дојдовте во VIP на еден ден. Денешнава приказна е посебна и е поинаква. Денеска одиме да изненадиме една девојка која што воопшто не знае дека нејзината колешка ја пријавила за учество. Токму заради тоа и оваа емисија ќе има поинаков почеток од останатите. Одиме да го направиме изненадувањето. Пријавата за учество ни стигна преку нашиот Facebook профил. Колешка сакаше да ја изненади својата помлада колешка. Знаејќи ја нејзината животна приказна, нејзината како што ни рече убава душа и знаејќи дека многу заслужува. Изненадувањето го правевме во договор со колешката. Неколку дена преговори и разговори, но и конкретно и јасно дека потенцијалната учесничка знае и сака, но точното време кога ќе дојдеме да биде изненадување. И пристигнавме на договореното место. Но кога не догледаа со камерата, наидовме на сосема неочекувана реакција. Кога ја виде камерата, потенцијалната учесничка почна да се двоуми и се тргна од нашата камера. Сметајќи дека станува збор за страф од камера, кој не е редок и дека за да ја раскажете својата приказна, треба голема храброст, одлучивме да им оставиме време да се консултираат. Минутите течеа. Нашите разговори и добрата намера на колешката се надевавме дека ќе вродат со плод. Во еден момент видовме насмевка на лицата. Колешката постојано и повторуваше: "Ти заслужуваш. Ова го правиме сите за тебе." И после получасовно разговарање. И тоа се случува. Јас ќе се обидам уште еднаш, ако не успееме во тој случај, будеме со друга приказна. Може би се исплашила, мислам, знаеш. Она е многу мирна, ама... Може би се... Јас сакам све најдобро. Знам, ама еве, понекогаш работите не излегуваат така како што посакувам. Да. Тебе... заслужува. Заслужува, стварно и заслужува третман и све. Ако успеш да ја разубедиш... Да, јас ке зборно ми со шефицата, ке се зборно ми со Значи мајке. не сакаме на сила ништо да правиме. Да. Ама јас убаво ја прашавме. Ништо, јас сега све ќе откажам што сме закажале ние. И ќе морам да прикажам дел од ова заради тоа што... А беше убаво. Да. Таман за прославата за нова година ти беше... Значи све знам, можеби ќе се предомисли. Можеби ќе се предомисли. Колешката само да фрлуватай, направи секоја се појави кон кјути си, Да, полека све. да. И све беше убаво. И дојдовме, муабет се правевме све и наедно сега шо и стана, јас не знам. Ништо. Се случуваат и такви работи. Фала ти. Знаеш, Снежа, И ништо. так. Ајде, ако Ајде, има седнем. нешто ми го знаеш бројот. И так. Важи, нема проблем. Ето така. Ајде, Ајде, поздрав. За жал, и тоа се случува. Нашето изненадување беше неуспешно и покрај тоа што нејзината колешка Ирена сакаше да направи добро дело. Одлучи дека сега нема да учествува во нашата емисија и покрај тоа што ние не сакавме да предизвикаме солзи, туку да предизвикаме радост. И тука некаде ќе морам да кажам дека за жал имавме неуспешна мисија. Но во нашата емисија се пријавуваат многу кандидатки и има и вакви случаи кои што пријавуваат други личности. Имаме една приказна при која што внука ја пријави својата тетка за да учествува во нашата емисија. Тие се од Битола
И со големо задоволство отидовме во Битола. Еве ја приказната. Ова ми е кога ова е пред да се омажам, значи бев друга тогаш, денес сум друга, а ова ми е, еве да речиме, ова е невеста кога бев. Ако на село и таму имавме торти, да речиме, сечевме и весели бевме, и среќни бевме. Оваа приказна започна со пријавата на нашиот Facebook профил. Здраво, јас сум воодушевена од вашата хуманост и би сакала да ве поздравам во вашиот подвиг за целосна трансформација. Би сакала да ја пријавам мојата тетка Грозда Славеска. Желбата која ја имаше внуката, а низ приказната за нејзината тетка, не донесе во Битола. Телефонскиот разговор со Јасмина, раскажаната приказна, ни ги стопли срцата, а желбата на Јасмина ни ја омекна душата. Да ја подарам, вели, сакам нешто. Измачена е тета, сакам да ја израдувам. Јас сум Јасмина Радеска од Битола, имам 29 години и одлучив да ја пријавам мојата тетка Грозда Славевска во емисијата VIP на еден ден, поради што сакав да ја видам посреќна и во посреќно издание. Таа ми е тетка на мојата мајка сестра и за мене представува многу важна и влијателна личност во мојот живот. Јас искрено многу се гордеам со неа и сакав да ја видам на еден посреќен начин, на некој начин да возможам нејза да ја усреќам. Ја паметам во моето детство како моја најблиска особа и до ден денешен сме многу блиски. Јас ја немам мојата мајка, но не ја осеќам толкавата загуба покрај тоа што имам мојата тетка покрај мене, исто и другите тетки. Меѓутоа, мојата тетка Грозда ја осеќам како многу попосебна и поблиска личност до мене. И навистина многу ја сакам и многу се гордам со неа. Има пожртвувано и мачено во незиниот живот и сакам, еве со овој мал гест што ја пријавив во емисијата, на некој начин да дојде до израз незината личност, незината хуманост и доброта. А тетка Грозда не дочека со насмевка и топло добре дојде. И ни го раскажа својот дел од приказната и како реагирала на пријавата од незината внука. Јас сум Грозда Славевска од Битола. 52 години имам. Мајка сум на 2 деца, сопруга, свекрва, баба, на внуче, 4 месеци бебенцето. Сите се измачени на некој начин. Секој е измачен, нели? Ете, внуката смета дека сум можда би измачена повеќе и психички, и физички, и секако. Јас потекнувам од многу детно семејство. Ние сме 7 деца, браќа, сестри. Од кои, за жал, 2 браќа ми се млади починати и сестра почината на внуката мајка. Така малце животот си поигра со тој дел од животот си поигра судбината со нас. Млади животи. Пред 5,5 години е почината сестра ми, пред 7 години брат ми, а малиот брат пред 3 години ми почина. Така да, една серија на неубави случаи, што на никого не му ги посакувам. Така, животот некогаш знај да си поигра со судбината на луѓето. Животот е борба, мораме да продолжиме. Мора да се продолжи. Внуката сметајки дека сум измачена во тој поглед што ете, мајката нивна ја нема на некој начин, можда би ме осеќа многу блиска мене, бидејќи ја нема мајката. Како мала таја мајка му беше на работа, да речеме, одеше на работа. Двете и братчето нејзино јас ги чував. Значи, заедно пораснаа, како со моите деца заедно растеа кога се родија и моите деца. Јасмина е прекрасно дете, солидна ученичка.
и таа се најде со склоп недобри ситуации. Почина прво вујкото, брат ми мојот. Потоа мајка и почина, која беше 4-та година на медицина. Почина мајка и сама се бореше и таа кроз живото. Сиромашки луѓе, скромни луѓе. Затоа може да би Јасмина денес, да речеме, мене слаба точка ми е Јасмина кроз сете. Јас имам мој деца, али Јасмина ми е слаба точка, баш Јасмина. Добра е, паметна е. Ете, докторка е, се надеваме дека еден ден и решение ќе му дат и специализација. Се надеваме на... Немаме ние пријатели дека ќе дојди некој да ни поможи или да ни обезбеди понатамошна иднина. Со надеж дедо Боже дека ќе дај како треба да биде се понатаму. Грижата за внуката и нејзината желба на сите да им биде добра, ставајќи се себе си на последно место, е всушност причината поради која Јасмина одлучила да ја пријави грозда. Се грижи за сите останат членови, а многу помалку обрнува внимание на самата себе. И сакав нови начин преку ова емисија, самата себе да се спозне дека вреди многу повеќе и малку да се обрне внимание на самата себе многу повеќе, заради што вреди незината личност. На овој начин сугестивно би сакала да направиме некоја промена, трансформација, да дојде до израз незината убавина, незините црти, во склоп со незиниот карактер кој е за мене навистина прекрасен. 52 години има грозда, а брчки на ликот како 70 годишна. Животот бил безмилосен со неа, а и Јасмина ни потенцираше. Многу е измачена во животот. Не да ме остаре, туку и психички и физички ме изморе. Истоштена в крај, потрошена многу. Кај што се омажив беа исто и тие сиромашки луѓе како моите родители, како ние. Тежок живот, со земјоделие, со тутун, со такви работи. Од работа до 90-та година работев во иднина. Тоа е текстилна фабрика, али за време на распадот на Југославија појдовме под стечај. А после тоа многу разни фирми, работев на многу фирми. Кај грците, кај во текстилци, во ресторани, по кафичи. Значи, за да некако се обстани во живото. Работев во РЕК 13,5 години. Како преку разни многу фирми. Не дојдов, да речеме, до решение некое си. После тоа работев во градинка, исто како и во кујна работев, и чистачка, и за негователка положив, али за 5.900 плата работев со договор на дело. Топла и е душата на грозда, со милост зборува, а енергијата што ја шири и натолкава мака, ве тера да се замислите, што е навистина вредно во животот. На кого да се лутам? Љутим се на самог себе, велат србите, и јас би рекла така. Немаше на кого да се лутам, животот таков. Некогаш, не знам, не можам да се не лутам на некого. И немам за што да се лутам некому. Тоа е, се лутам на животот што си го промашивме, некои моменти што не сме ги искористиле за да подобро утре, да речеме. Тоа иначе, што да се лутам. Млада била со убава мисла и желба, а криво и е денес. Криво ми е, да речеме. Јас цел живот бев спортист. Не успеав, пример, да продолжам, да се школувам, да бидам денес еден професор по див, да речеме, по физкултура. Имав предиспозиции се, али ете тоа не успеав. Требаше да одам Австралија, јас не појдов. Се омажив, појдов во село Добрушево, се омажив. Значи, ете, уште едно лутење. Се лутам зашто работев толку години во РЕК, да речеме, преку разни фирми за 6-7 илјади, 10 илјади плата. Денес не добив решение, значи работев колку што можев од себе, се вложував, ама немав кој да ми помогни, да со два збора кажам. Под кирија живеевме цел живот под кирија се помина.
Сега изградивме едно подкровје. Шо, Боже здравие, Господа, дај здравие да го исплатиме животот на кредит. Шо, да се лутам на тоа што немам, се лутам. Али тука толку пишел Дедо Боже. Тука што да речем друго, не знам. Обично човече сум, како што вели по-битолски Грозда. Со мака во душата, но светлина во срцето и енергија што сите ја препознаваат. Филјан човек викаат, а тоа го препознали и на работа. Среќна е таму Грозда и наспроти сета животна мака. Знае да се шегува. Сега во моментот работам во образование во училиште Климент Охридски како служителка. Или поново кажано техничар, ракувач на метла, јас многу пати велам. Али добро ми е, супер ми е, со децата ми се чини дека нема поголемо задоволство со деца се работи. Имаме, добри сме прифатени, ако сум, да речам, служителка, прифатена сум и од директор, и од секретар, и од педагог, од сите комплетно. Од колегите, меѓусебно си се почитуваме, јас сум така потемпераментна особа. Али децата ми се слаба точка и секојаш на прв план ми се, да речем, децата, таму што можам да сторам, да биде почисто, да се дружиме со децата. Значи, добро ми е. И чиниш оваа жена се навикнала на маката, та не знае за убави случувања. Убави моменти помина, тоа беше помина, убави моменти, да, имав, да речеме, имам одличен сопруг, добар татко, маченик Христосов и тој како мене. Али скромни луѓе, живееме се, некако, имаме 2 дечина. Добри сме, да речеме, убави моменти беа тие кога бевме млади сега. Пред време остаревме, пред време. Склоп на несреќите, тоа е, се си носи живот. А среќна ли е Грозда? Сум. Сега среќна ме прави, сега во моментот сум најсреќна што имаме бебенце. Тоа ми ги полни сите батерии, сум многу среќна со него. Иначе сум вака, несреќна сум што не можам да му пружам оно колку што треба, колку што заслужуваат, колку што за еден нормален живот да имат. Ми е жал што не можам да му помогнам. Не сум моќна, толку е силата. Иначе, само бебенцето во моментот ме прави среќна, да. Да си дочека секој, да си види, тогаш ќе знае колку е среќна. Иначе среќна сум со се и со вас сум среќна што сте тука. И баш ми е мило што сте тука. Да. И бидејќи дојдовме по барање на внуката, за да, како што рече Јасмина, да видат сите колку вреди незината тетка. Ке ви потврдиме дека, од она што го видовме и пред се енергијата која ја имаше во домот, кој изгубил многу членови, внатрешната убавина кај Грозда е голема, а незината душа топла и чиста. Но што е со физичкиот изглед? Јас цел живот сум вака, обично човече, така да, не знам, да речеме фустан облеков кога бев невеста, значи тука е, видете што сум направила, голем чекор. Како да имам 70 години се осеќам во лицето, а иначе духот и телото ми се чини дека имам 20 години, али снагата и лицето ме издаваат. Не може некогаш. Психата го убива човекот. Психата најпоќе го убива. Кого најмногу ќе израдуваме? Вас ќе ви израдуваме најмногу за промената? Навистина многу ќе ме израдувате со промената, се надевам дека тај ќе биде уште посреќна. И секако незиното семејство. Благодарам и вас. Благодарам те, ова јавно ќе го кажа, никогаш толку многу ми нема кажано. Браво сте, ова да ти кажам, малце ме трогна од твоје. Во тајност ги држеше сите овие зборови. Jesi mi donio ulje? Ma je dobro to ulje za golf pet. Kaj? Znaš
си ти нормалан? А како ќе кукат с тим? Што е ова галама? Ајде шнел гостиче каручек. Ама газда така ми кажувал. Пус! Дојди сега тебе, во ја улеземе намачка со масло. Брилијантно. За наше госте увек све најболje. Твојот прв избор. Брилијант. Водечко масло за јадење според потрошувачите во Република Македонија по сите карактеристики. И тргнавме по насмевката на Грозда. А каде ако не во спортската сала? Таму каде сакала да го помине својот живот, да ја оствори својата жилба, да биде професор по див. Трчала таа и на маратони, ама сега вели, телото ја откажало. Стасавме во најнаградуваниот македонски клуб во повеќе дисциплини, кој постои повеќе од 25 години. Академијата за боречки вештини за Неддо од Битола. Освојувачите на медали ширум Европа беа наши домаќини. Во Академијата кај мајстор Златко Неделковски и неговата ќерка Дијана Неделковска. Дојдовме со мисија за обука, нешто кое е неопходно за секоја жена, а во склоп на поддршка на кампањата за борба против насилството врз жените. Самоодбраната е нешто што на секого му е неопходно. Инстинктивната самоодбрана и самиот збор кажува дека е возбазана на инстинкт. Таа има секој човек вродена во себе, меѓутоа наменета е пред се за помалите и понежниот пол, значи за девојките, за повозрастните исто така и за понемоćните. На инстинктивната самоодбрана не мора да некој посебен тренинг да има или некоја посебна физичка подготовка. Ние ги учиме како да го развијат инстинктот, да го применат кој што го има со самото раѓање во себе. Значи, тука примената е пред се превенцијата. Вториот дел е комуникација, значи како да комуницира со евентуален напаѓач, пристап, проценка на самата ситуација и реализација. Меѓутоа врз база на инстинкт, затоа и брзо се учи, премногу брзо може да се научи. Нема техники класични на самоодбрана, фаќање на раката, виткање со некој посебен захват, него работи инстинктивно. Она кој што ќе му дојди, тоа и го применува. Меѓутоа треба само да се постигне да се каже како. Грозда ги слушаше активно советите, кои нам жените и тоа како ни се добре дојдени. Самоодбраната не е само личниот ваш интегритет. Тука се значи и вашите вредни работи. Еве еден класичен пример како се носи чантата или ташната која што носите кога одите на пазар или се движите во јавен превоз. Значи секогаш патентот на чантата треба да биде свртен према вас. Начинот на отворање на патентот во позадина е опасен. Кога е во движење или чека во јавен превоз, видите колку лесно може да му отвори и да му ги укради новчаникот или вредните работи кои што ги има. Во со еден обичен трик или пример, само ќе ја завртите чантата обратно, патентот да биде свртен према вас, према видикот на вашите очи и сега е многу потешко кај што може да го примети. Едно е кога можете да се заштитите да не ве ограбат, ама ташната може да послужи и како оружје за самоодбрана. Самата чанта која што имате на вас може да послужи како оружје. Значи самата чанта може да послужи како оружје. Сега ќе видите со цела ташна, значи со цела чанта како удира по него. А бидејќи одевме со реална ситуација, ударите беа силни. Демонстраторот мораше да стави заштитник. Се вртиш во страната кај што треба да ти биде слободна. Прво смири го, разговарај добро во ред, тој ти бара парите. Во ред еве ташната сега ќе те извадам и почнува со него. Еднаш, два пати и со се неа напушташ. Ајде пробај слободно. Барај 5 пари. Полека речи, смири се. Сврти се, така. Ајде. Изваја. Ај сега. Удри го. Браво. Бегај. Браво. Одлично.
Забавно ни беше со Грозда, а се надеваме дека за миг таа се почувствува пак млада. Сега се извади. Ајде. Ајде! То! Бегај! Ајде уште еднаш. Да не ја пуста Маја. То, бегај, Снеже! Браво. Научивме и дека забите се одлично оружје. Ако е многу поснажен, тогаш веќе ја иззема и каса. Сега ќе видите. Пусти ме! И бега. А сега заклучоците од обуката. Ташната секогаш ја држиме со патентот свртен кон себе. Сега е многу потешко, што може да го примети. Вашето најмоќно оружје е гласот. Ако ве нападнат, викајте, касајте, удирајте и бегајте. Добро е во ташната да носите секогаш 2 паричника, како и било каков спреј. А другиот ќе ви биде лажен, каде што ќе има само празни хартија внатре, обична хартија. Еве новчанико и двајцата напуштат. Значи не седи да ги брои парите, него и тој ќе избега, меѓутоа и вие ќе избегате. А го земате све во очи. Чадорот е одлична одбрана. Секогаш прскајте или фрлајте предмети директно во очите на напаѓачот. И во додека врши разговор, гледате полека, ќе го отвори, па ќе да го прска во очи и бега. Си заминавме со сертификати, маички и широко срце од Академијата за НЕДДО, кои понудија на Грозда да помине часови во нивниот боречки клуб. Хвала ви многу. Ништо ви благодарам. Јас сакам од името на нашата академија да ви доделам по една маичка на двете, за да се сеќавате на овој убав момент. И вас лично еден сертификат за една дневна обука за самоодбрана. Еве, повелете. Сега сте член на нашата академија. Снеже, повели исто и тебе. Ви благодарам што бевте наши гости. Вие лично имате или ваш некој близок едномесечно бесплатно обука кај нас. Повелете. Тоа е за еднодневен семинар, исто и на Снеже, кој што издржа нашите инструктори, кој што е повредија. Еве има и пример дека е повредена. Ви благодарам многу што бевте наши гости. Ви благодарам. Не се закачаме се. Задоволството од ликот на тетка Грозда ни е најава дека во следната епизода таа ќе биде сосема нова личност.